83 годишната Гордана Пикова од Штип денеска гласаше во домашни услови, затоа што така налага нејзината здравствена состојба. Прв пат гласа дома, вели пред камерите на Имнет телевизија, но децидна е дека правото на глас треба да го искористат сите. Нашето гласачко место има пријавено вкупно 10 гласачи изнемоштени болни лица, кои што денеска треба да ги посетиме за да го остварат своето право на глас. Моментално еве се наоѓаме на една од локациите каде што гласачите треба да си го остварат своето право. Сме во полн состав, претседателот и членовите. Како за почеток оди добро, меѓутоа малку отежното поради временските прилики, знаете, надвор врне многу дожд, но се надевам дека до крајот на денот ќе се заврши секако што треба. Во меѓувреме на територија на општина Штип гласањето во домашни услови започна навремено и се одвива без проблеми. Се посетуваат старите изнемоштени лица кои во предвидениот рок се пријавиле да гласаат дома, а воедно ги исполниле потребните услови. Родена сум 1941 година, 83 години, 84 од јануар почнувам. Од 91 година секои избори за самостална Македонија гласам. Радост беше 91 година, у пензија отидо на 1 септември, на 8 септември гласаме. За мене беше голем празник. Не само за мене, за целата фамилија. Прв пат у домашни услови, бидејќи не можам да одам, разболе се, па пред 12 години правиаме операција од карцином. Сега нозите почнаа да ме болат. А јас додека сам жива и додека мозокот ме служе, јас ќе гласам. На територија на општина Штип денеска гласаат 158 пријавени болни изнемоштени лица. Во своите домови на територија на државата, гласачкото право ќе го остварат 6935 граѓани кои се пријавиле како болни или немоќни.